Толку јас во однос на минималната плата. Дали некој друг бара збор? Ако не бара, јас овде ќе ја прекинам седницата, за продолжението ќе ви известам накнадно, бидејќи како што најавив, имаше доста заинтересирани за дискусија поради други обврски, ја напуштија седницата. Благодарам на учеството. Ајде, повелите процедура. Значи, сакам председателке, стварно сум Ќе ја завршиме до седницата. Стварно сум разочаран. Чекај, каде кренем, молим се, ако може. Стварно сум разочаран, посебно почитувајќи ве вас како коректна личност која се и одгоа. Меѓутоа, не смеете да не малтретирате овде цел ден и да кажувате дека вашите имале работа си заминале. Нивното работно место е тука во собранието и тие треба да си чекаат тука додека не заврши ова седница. А ради некои други вие да ја одложувате сега седницата не е коректно. Предлагам да ставите точката на гласање, да изгласаме, утре имаме седница. Ве молам, немојте да правите проблеми од ништо нешто да излегувате. Срамота е за граѓаните, луѓе чекаат, може и X вработени чекаат ова минимална плата да се изгласа денеска. Греот е и срамота со вако малтретирање што се понашате. Разбирам дека вие сакате ве разбирам дека сакате да добиете. Да, имаше што сака да дискутира. Меѓутоа, зашто да не ставаме во гласање предлогот? Зашто ја прекинувате? Завршивте ли, колега? Не, зашто ја прекинувате седницата, сакам да ми објасните. Разлогот. Завршивте ли, колега? Благодарам, како што најавив, овде ја прекинуваме седницата, за продолжение ќе се договориме накнадно. Благодарам на присуството, колеги. До седницата ќе биде точката изгласана. Ова е бламажа и за нас и за новинарите. Имале работа, си заминале. Ова им е работа место. Кој е? Како тоа може? Во имаме седница, министерот и заменикот не беа овде. А ни се Има ли некој за збор? Нема. Значи, верно знаеш што што ќе гласање? Не, само не